Советот на Југоисточниот плански регион, каде членуваат градоначалниците на 10 општини од овој дел на државата, заседаваа при што за нов претседател го избра првиот човек на Струмица, Коста Јаневски. Во наредниот период Јаневски ќе има за задачата да се координираат работите за регионален рамномерен развој, без поголеми разлики меѓу руралните и урбаните општини. Моја и цел на членовите на Советот е да работиме посветено, одговорно и да го напредуваме развојот на Југоисточниот плански регион, а наш приоритет ќе бидат интересите на граѓаните од сите 10 општини. Тоа значи дека предност ќе даваме на проекти кои ќе овозможат рамномерен, квалитетен живот за сите граѓани и во градските и во руралните средини. Ќе бидеме отворени за соработка со бизнис секторот, граѓанските здруженја, експертите, граѓаните за сите нивни идеи и предлози и најважно за сите меѓународни институции и организации кои го поддржуваат рамномерниот регионален развој во државата. Градоначалниците на 10 општини од Југоистокот се информира и за тековните проекти кои ги реализираат Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и неговите надлежности. Од Центарот се убедени дека и овој состав на градоначалници одлуките ќе ги носат со консензус. Заеднички да го работиме е во делот на подготовка на апликации и искористување на средствата од програмата за развој на регионите, што ете на моје задоволство и на задоволство на сите градоначалници, оваа година се некаде од прилика 62% зголемени од претходната година, односно за Југоисточниот плански регион има околу 23 милиони денари за аплицирање за проекти кои што ќе бидат имплементирани во 2018 година. Ќе се зголемени за некои 70%, односно вкупно 210 милиони кои што ќе бидат пласирани преку Министерството за локална самоуправа и одделно до 336 милиони преку Бирото за регионален развој. Кои ќе бидат приоритетите на новиот Совет на Југоисточниот плански регион ќе се знае на следната седница која се планира во рок од 2 недели.